Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам посебна чест и задоволство да разговарам со магистер Марија Светиева. Врвен графичар и ликовен уметник, и на гледачите да им кажам дека подолго време се договаравме за ова средба, за ова интервју, за овој разговор, бидејќи почитуваната Марија често е отсутна од Скопје на различни изложби и други ликовни настани во странство. Па, моето прашање прво ќе биде за Скопје. Родени сте во Скопје, живеете и создавате во Скопје, но во вашиот досегашен творечки, креативен, уметнички живот создававте и во многу европски метрополи. Затоа ќе ве прашам, што значи за вас Скопје, кое го носите секогаш со себе си, каде и да сте? Повелете. Добро вечер, првен да кажам. Благодарам многу што ме поканивте. Јас, што би кажала за Скопје. Скопје ми е секојаш во срцето, Македонија ми е во срцето. Си ја сакам, тоа се покажува и во моите дела. Ја представувам Македонија целосно, дали во акварелите, дали во сликите, некогаш и во графиките. Инаку, живеев 6 години во Рим, еден краток период и во Прага, доста патувам со изложбите, меѓутоа и еден период од 7 години се бавев и со новинарство, филмско новинарство, и поред тие причини патував по филмските фестивали. Уживав во убавините на планетата, да кажам, таму каде што престојував. Меѓутоа, секогаш ми недостасуваше Скопје. Сега Скопје како град, камен врз камен, како би рекле секој град како е граден, најмногу ми недостасуваше поради фамилијата, поради пријателите, и имав носталгија, на секој 3 месеца морав да доаѓам во Скопје за да се видам со саканите. Инаку ми се случуваше тоа и во Скопје, пак кога ќе дојдам, да ми недостасува Рим. Не е Рим заради Рим, Рим е прекрасен, меѓутоа заради луѓето кои што сум ги оставила таму. Мислам, човек кој ќе го земе еднаш куферот, оди некаде и се запознава со луѓе и потоа му недостасуваат тие. Так, обично се вели дека татковината се сака најмногу и на посебен начин, кога не сте во неа, кога сте некаде надвор. И кога полетувате со авионот или тргнувате со возот, автомобилот или автобусот, сеедно, велите конечно да излезам, да отидам некаде подалеку. Но кога ќе отидете таму, како одва да чекате да се вратите назад. Почнавме со Скопје. Да. Па ми се наметнува веднаш да го поставам и следното прашање, бидејќи кога сме деца, кога сме млади, имаме многу соништа, многу желби. Кога вие првпат вистински, искрено, би рекол исконски, посакавте да станете ликовен творец, ликовен уметник? Можете ли да го лоцирате, да го определите тој временски период? Кога беше тоа? Уште во градинка, во основно училиште или подоцна? Кога посакавте, но и кога знаевте дека ќе бидете ова што сте денес? Да. Мислам, никогаш не можеме да знаеме со прецизност кога, како, колку би напредувале или што би направиле. Јас бев одушевена уште од мала од сите уметности. Ми се допаѓаше и филмот, музиката, танцот, сликарството, сите тие работи. Меѓутоа, интензивно почнав да цртам во основно, во 4-то деление имав еден прекрасен учител, кој дојде за кратко така, и толку таа љубов, негова страст кон уметноста успеа да ни ја пренесе, ме зафати таа страст и почнав да цртам нон-стоп, каде и да одев. И кога одев и со родителите на гости, кај роднините и пријателите, јас постојано носев едно бележниче со моливче и ги забележував сите работи
ги гледав таму. Така да тоа ми даде некој, а потоа и во гимназија случајно се сретнав со професорот Гуте Аврамовски. Тој исто така беше голем, страстен човек, опфатен од неговата љубов кон графиката. Значи, јас сакав со сликарство да се бавам, меѓутоа него кога го сретнав, таа негова љубов, таа страст ми ја пренесе толку многу да одлучив поради него да се запишам на графика. Ја напуштив гимназијата и отидов во средно уметничко. Обично велат дека е пресудно влијанието, некогаш на родителите, на семејството, но посебно на воспитувачите, на наставниците, на професорите. Тие како педагози знаат многу често да го определат животниот пат и век на своите, би рекол, ученици и следбеници. Така и за вас, многумина сигурно, вие спомнавте еден, го спомнавте Гуте Аврамовски, но сигурно има многу други исто така професори кои што имале пресудно влијание. Јас знам еден од нив, а вие ќе ги спомните и другите, тоа е графичарот Димитар Малиданов. Така. Сега покрај Гуте, каква и колкава беше улогата на Малиданов за графиката, бидејќи кажавте сте сакале да бидете сликар, а не графичар. Да. Не знаев ни точно што значи графиката. Така. Значи, професорот Гуте ми беше во средно уметничко и еден краток период, прва и втора година на факултетот за ликовни, меѓутоа главен како педагог, професор по графика ми беше Димитар Малиданов. Тој беше прекрасен човек, прекрасен педагог, значи не ги правеше предавањата општо за сите студенти, туку одеше, седнуваше, со секој посебно разговараше и го насочуваше, затоа што секој од нас е индивидуа и тој гледаше таа индивидуа да ја надогради и така не ја упатуваше. Значи, за разлика од некои други професори кои што не би сакала сега имињата да им ги спомнам да не излезе дека ги оговарам, неговиот авторитет не ни го наметнуваше, туку гледаше секој посебно да си го изгради својот пат како ќе се развива како уметник. Па ток велат дека така и најдобро, посебно на помладиот консумент, на ученикот и на студентот, треба да им ги покажеш патиштата, ама не и да им ги наметнеш и да ги условиш. Зошто? Затоа, кога тие самите имаат повеќе опции, белки ќе знаат да го одберат она што е за нив најприлежно и најдобро. Во контекст на она што предмалку го говоревме, преминут од графичар до сликар. Ајде малку да проговориме за тоа, бидејќи кажавте и на почетокот од емисијата дека се занимававте и со други уметности, па и со други професии, бидејќи вие бевте и новинар. Но, што значеше да се префрлите од графичар во сликар? Тие се сродни, тие се блиски, слични се, но сепак се различни. Мене пред се бојата ме привлекува. Јас без бојата не можам. Дури и цртежот кога го работам, велат дека цртежот требало да биде со молив или со туш. Меѓутоа, јас мислам и во природата постои пред се бојата, а цртежот е тој што го дава обликот на нештата. И затоа и во цртањето, значи, јас ја внесувам бојата. Сликарството ми е исто како графиката. Графиката ми е добро во крвта, ова е нешто така. И си се надополнува сето тоа. А ова што го спомнавте и новинарството. И новинарството ми е една љубов, бидејќи го сакам пишаниот збор, како помлада, да речам, пишував и поезија и некако и тоа убаво ми дојде и новинарството. Така да еден период, посебно во Италија, значи јас со новинарство почнав уште од тука да се бавам пред да заминам во Италија.
А потоа таму се, како да речам, го продолжив тоа. Конкурирав во Стампа Естера, Интернационалното здружение за новинари, фала Богу ме примија, и јас се определив само за филмската уметност, бидејќи, ви кажав на почетокот, сакав и глумица да бидам, па тој филмски свет ми беше интересен и се што можеше да се испоручи, за тоа испоручив, и им правев интервјуа на големите режисери, глумци кои што доаѓаат дали во Рим на филмски фестивал, во Перуџа, или па јас патував во Кан, во Берлин и во Америка имав исто отидено, во Атлантик Сити. Така. Ки спомнавте боите, и јас бидејќи и самиот се занимавам малку повеќе со сликарство и со ликовна критика, слободно вечерва пред гледачите ќе кажам дека вие сте еден од ретките, би рекол, македонски ликовни творци, ликовни уметници, кои што ја преферираат бојата, посебно онаа чиста, јарка боја. Ги сакате, и јас лично ги сакам тие јарки бои, јарки тонови. Значи, колоритноста и уште нешто што е ваша одлика. Вие постојано експериментирате. Можам слободно да кажам дека сте мощни, иновативни и креативни. Едноставно не сакате да бидете, да се повторувате и не сакате да бидете добра на начините на кои што претходно сте биле добри, односно претходно тоа сте го направиле. Па сега, во контекст на ова прашање, иако јас се подготвив за емисијата и веќе имам 20 подготвени прашања за вас, сепак сакам изворно од вас да слушнам и да ве прашам како течеше вашиот професионален живот откако завршивте факултетот? Каде потоа отидовте, каде се вработивте, бидејќи некако и животот е непредвидлив, но ни го определува и творечкиот и професионалниот тек на настаните. Кинезите би рекле, ти си планираш, а Господ ти се смее. Едно сонуваш, а друго ти се случува. Да. Или некојаш сонуваш за едно, а излегува друго што е можеби и подоброто што си го сонувал. Апсолутно. Така, јас 2 години чекав за вработување после дипломирањето. Најдов работа во Драмски, работев како графички дизајнер. Сценографија, изработка? Не, ги работев плакатите и поканите. Така, тоа немаше многу работа. Се трудев колку можев. Меѓутоа, некако не ми исполнуваше таа работа, иако се насочив на графичкиот дизајн како професија, да речеме, со која што би требало да екзистирам. Така да многу експериментирав, многу работев, многу изложби направив во тие 2 години и во тој период имаше конкурси во Нова Македонија за специјализации. И јас налетав на еден конкурс така, се пријавив и конкурирав за Шведска и ја добив Италија. Потоа од амбасадата италијанска која беше сместена во Белград ме контактира и ме праша во кој град би сакала да одам. Јас мислев дека е Милано подобро, бидејќи таму има една јака академија Брера за графичари. Меѓутоа тие ме пуштија во Болоња, сметајќи дека како социјалистичка земја, а Болоња беше посоцијалистички град и дека припаѓам таму. Отидов со уште 2 колешки, едната од Приштина, другата од Нови Сад. Не знам нив професорот што им рекол, бидејќи тие беа сликарки, само јас бев графичар. Мојот професор ми рече, а тој италијанскиот, значи професор, сега не ми текнува за името, ми рече дека нема што да ме учи ново, дека добро ме подготвиле во Македонија, дека добри професори сум имала и дека се што знае тој го знам и јас. И дека треба сега само да си работам тоа што мислам, дека за да не отсуствам и што повеќе да гледам изложби.
И јас гледав што повеќе изложби, го советот негов, значи секоја недела патував во друг град и гледав какви изложби светски има, не само италијански. Меѓутоа имаше на академијата еден период кога викаја некои уметници од странство, како од Америка, од Германија, од Холандија доаѓаа разни уметници и пред студентите ги прикажуваа своите уметнички дела и што ново откриле. Сите тие предавања беа во врска со експериментална графика, значи не со нашите традиционални што сме ги учеле на Ликовната академија, туку некои нови техники кои што практично користеа некои алатки кои што се од домаќинство, например една жица за гребење на тенџере или нешто и со тоа правеа графики. И сега да не ги спомнам сите тие алатки што користа, јас тука значи експериментирав со нив и тоа многу ми се допадна, повеќе одговараше тој стил заедно со традиционалниот нормално. Тоа си го задржав, бидејќи тоа е основата. И така се надоградив. Сакам да кажам, и ден денес во графиката што ја работам, покрај традиционалните техники, јас користам и од тие експериментални. Меѓутоа не пишувам никогаш експериментална графика, кога се пишувам мешана техника, и не знам тука како би ги сватиле тие работи. Убаво што проговоривме за нешто што вас ви се случи по драмскиот театар, каде што се занимавате со графички дизајн. Потоа следува, како што и самите кажавте, вашиот престој во Италија. Во Рим, од Болоња заминав во Рим. Сакав уште малку да проговориме, иако вие кажавте, за италијанската стипендија, за заминувањето во Болоња. Сакам да ве прашам. Обично многу македонци, многу нашинци, кои ќе отидат во странство, остануваат таму, ретко се враќаат тука. Некои велат сгрешив што повторно се вратив, други велат добро што се вратив, што не останав за секогаш таму. Сигурно и вие сте ги имале тие дилеми, бидејќи само во Рим сте поминале, сте живееле, сте работеле цели 7 години. Кажавте пред малку, го спомнавте Рим, велат дека Рим е град на уметноста, но не само Рим. И Венеција, и Милано, и Болоња, таму е ликовната уметност, таму е модата. Едноставно, за ликовни автори, творци, навистина има големи можности. Па иде во едно прашање, во еден одговор. Италија за вас беше пресвртница, сепак се вративте во Македонија. Како сега гледате од една дистанца на сето тоа? Да. Италија ми беше голема пресвртница и најубавиот период во животот. Јас сум од тие што се кајам, што сум направила чекор за да се врати, меѓутоа, веројатно така требало да биде. Од Болоња заминав во Рим чисто за да го видам Рим, реков, сега ми заврши специализацијата, се враќам во Југославија, уште бевме Југославија тогаш, меѓутоа штета е да не го видам и Рим. Заминав и не знам така некои случајности како знаат да се случуваат. Се запознав со еден уметник од странство што не беше ни италијанец и не знам како разговори во возот, со воз патував од Болоња за Рим и ми зборуваше за Рим како има друштво на графичари интернационални, значи од цел свет тоа, и дали сакам барем малку да поседам еден период, да речеме еден месец, да се подружам со тие луѓе, да си направам размена на идеи во врска со графиката и така. И јас го послушав, отидов таму, меѓутоа многу ми се допадна
сето тоа дружење, тие повторно нови некои експериментални работи со графиката и решив да останам повеќе. Конкурирав во здруженијето за да останам подолго, да ме примат. Го поминав тестот, значи ме примија и ми организираа изложба. И така тоа почна. На изложбата ми дојде познатиот критичар Виторио Сгарби, кој подоцна стана, последна година стана и министр за култура. Убаво се изрази за мене на отварањето на изложбата, па тоа предизвика некои луѓе да купат од делата и се тоа така си се надоградуваше. Меѓутоа, од уметноста не можев да живеам. Уметниците мислам дека ретко каде може да живеат само од уметност, па морав да размислам и со нешто друго да се бавам, така да го извлеков тоа од ракав новинарското и реков јас ќе конкурирам во таа стампа Естера интернационална исто за новинари. Имав доста пишувано во Македонија, оти бараја 10-15, мислам така, написи, во едно списание да биде. И добро, и ме примија и таму и така останав. И тоа е, правев изложби напоредно. Тоест, имаше период кога се посветував само на уметноста, па потоа правев чекор, па одев со новинарите, со фотографите, навамо натамо. Повторно се враќав на тоа и така. Ќе продолжиме со тоа прашање за... Ова изумив, извинете. Повелете. Рим. Значи, Рим не е толку за уметник добро, стрикно само за уметник. Повеќе одговара Болоња, да речеме, и Милано, за мојата уметност, сакам да кажам, за графиката. Рим е повеќе град на филмот. Тука е и Чинечита, филмскиот град. Да. Тоа. Ќе продолжиме, ќе проговориме подоцна малку и за таа интернационална уметничка и новинарска сцена на која што вие сте биле активни, сте престојувале, но неминовно ми се наметна прашањето додека говоревте за исплатливоста, за финансиската страна и за валоризацијата на уметничкиот, креативниот труд на ликовниот уметник денес. Во Македонија е факт дека не може да се живее од продажба на уметнички дела или малкумина може би можат да си го дозволат тој луксус или уште да бидам попрецизен, може би само покојните сликари ги продаваат нивните наследници, нивните дела. Зошто? Без намера да го урмисувам трудот на сликарите, ама беше факт дека се купува и се продава многу слики и како подароци за свадби во еден период. Да, но сега тоа го нема и сега дел можат некои владини или провладини институции да откупат, меѓутоа тоа е толку ретко и тоа е толку инцидентно, толку случајно, па што му останува на ликовниот творец од Македонија? Да оди во странство, подобро може таму нешто да продаде или и таму веќе не се продава како што се продавало порано? Сега последниве 5 години не се продава како порано, дури и тие имаат проблем. И таму исто морат да работат нешто друго покрај уметност. И таму е веќе. Значи, слободни, самостојни уметници се само по старите генерации, тие, како и тука, тие се продаваат добро, по младите не. Спомнавме Рим. Дали е мит или е реалност Париз? Велат, секој ликовен творец, посебно од Балканот и од Европа, првенствено може и треба да оди во Париз и да се докаже таму. Има вистина во тоа? Или повеќе е мит? По последниве години не. Тоа може би било 60-тите, 70-тите, 80-тите, до 90-тите, да речем. Париз беше голем центар на уметноста, се собира уметници убаво. Јас 2 пати сум била, еднаш во ателието го користев, еднаш сама бев.
се запознав со многу уметници и некои од нив наши кои што живеат таму кажуваат дека некогаш даваат слика за еден ручек. Ау. Да. Страшно. Да можат да преживеат. Тоа е страшно. Да, така. Јас нема да ги спомнам сега имињата, ама од нивни усти имам слушнато дека еден наш писател морал да работи како метач на гробиштата во Париз, за да дојде до храна. А од друга страна, една наша исто така писателка ми се пожали од Париз со зборовите: јас често купував храна за мачки и така се прехранував. Сакам да кажам, навистина е неизвестен, тежок е патот на уметниците, да. Но би сакал да проговориме сега малку повторно за тој ваш спој на уметноста и новинарството, чисто само да ми кажете како уметник, ама и како новинар, покрај Рим. Вие спомнавте, кажавте дека сте били на тие филмски фестивали во Берлин, кажавте во Кан. И Америка. И Америка. Да. Па да ве прашам, филмот и тој филмски свет се уште ве привлекува? Гледате филмови, зависник сте од тоа или тоа беше некоја младешка обсесија, младешка, би рекол, страст, младешка пасија? Филмот ми остана така како неисполнета желба. Би сакала да можев да снимам барем еден филм, за да ми се исполни желба. Така. Соното, детството и младоста. Да. Ама затоа го пополнив со новинарството, правејќи интервјуа на познати глумци и режисери. Например, од Италија правев на интервју на Софија Лорен, Джина Лолобриджида, на Фелини, Тинто Брас, Скола, Моничели, Бертолучи, на Ерос Рамадзоти, пејачот. А од странските, например, правев на Мадона од пејачкиве. Имаше некои сега манекенки, една црнкиња, не можам да се сетам, добро, не е важно, почнав да заборавам. Добро, не било вчера, тоа да. Било многу одамна. На Мишел Фајфер правев, на Кевин Костнер, сите тие што некогаш сум сакала да ги гледам, ми се даде можност да им правам интервјуа. Па, вака слушајќи ве сега, прв заклучок и прв печаток што ми се наметнува е дека сте имали ретка можност, ретка привилегија да разговарате со светски величини, што велат светски големини, и сигурно тие интервјуа и сега, кога би ги собрале на едно место, кога би ги нашле, нели, би биле необични, би биле интересни за читање, но во секој случај тоа е за вас една многу битна страница во вашиот живот и едно големо искуство. И секој би ви позавидел на таа можност што сте ја имале. Но ми се наметнува уште едно прашање во врска со сето тоа. Вие сте човек што истражува, што експериментира и сигурно не случајно направивте и една иновација, еден експеримент, односно направивте, подготвивте модна ревија со дела од волна во Рим. Па да ве прашам, дали беше тоа некој нормален, природен тек на вашата креативност и како тоа се случи? Да. И модата за мене е како уметност. Так. Не е само чисто поради обликата да се облекуваме. Тоа нели има периоди кога уште од антиката важело за облекување. Меѓутоа, кога се појавува буржуаската елита и па и развојот на индустријата,
модата се смета како некој уметничко дело и сите сакаат соалиштата не само за да се покријат, туку и да се издиференцираат како личности, да се украсат, да прават, еве сега во поново време, нели, со тетоважите исто се враќаат како ова што се во Африка, племињата. И така, сакам да кажам, од сликарство, графика, решив да пробам малку и од модата. Па направив во соработка со една шивачка, ми помагаше да ги спои тие работи, јас ги направив на цртите. Ми е жал сега тие фотографии не ги носам. Меѓутоа, во Рим, во самото, значи не беше тоа во некој простор така, туку во Друштвото на графичари ми ја направија таа изложба. Сите уметнички се облекоја со алиштата, продефилиравме. Имаше тука и некои професори од Националната библиотека, каде што потоа ме викнаа малку за предавање некое. Сакам да ве прашам. Спомнам Болоња, но повеќе говориме за Рим, ама вие престојувавте и во Париз. Сакам да директно и конкретно да ве прашам. Дали ние од Балканот, од Македонија, кога ќе се најдеме во Рим или Париз, сеедно, дали ни останува единствено како сунџер, како лакмус, да ги впиваме тамошните специфични трендови или можеме и ние нешто, да понудиме, не само импорт, туку експорт, да понудиме таму од нашите традиции, од нашиот фолклор, од нашето културно наследство. Што е тоа што Марија Светиева, како македонка, како ликовен творец од Македонија, можеше и го направи тоа, не само со изложбата, односно модната ревија со Волна во Рим, што го направи во странство и што се уште го правите. Ние имаме да понудиме многу, практично и ние сме побогати, иако сме мала земја и некои не сврстуваат од западот, како на маргините не туркаат. Ние имаме и треба да сме горди на сето тоа што го имаме. И мислам дека и нашите уметници, кога одат надвор, тие го прават тој спој, секогаш во своите дела даваат нешто како допринос на тој запад, да речем. Ние воопшто не треба да се срамиме како уметници, имаме добра подлога, имаме добра култура, имаме добра традиција. Например, и нашите черги, ако ги видите, или има тука интересни шари, носиите богати. Везовите. Да, везовите, сето тоа. Значи имаме ние што да понудиме, не сме. Убаво е човек да прошета, да види, за да знае кој ќе се врати. Спореди, да компарира. Да спореди до каде сме, да. Што сме направиле и каде треба да одиме уште понатамо. Инаку не сме за фрлање. Вие сте активна личност, јас би рекол немирен дух, бидејќи колку што ве следам, често учествувате на меѓународни изложби, значи интернационалната сцена ви е предизвик, постојано сте присутни во странство и знам дека тој надпревар на неутрален терен е вистинскиот, бидејќи таму нема врски и пријатели, таму нема познаници. Таму едноставно се представува, се презентира и се афирмира вашата уметност. Значи, испраќате ваши трудови, ваши дела. Ги джирираат. И нив, ако им се допаѓа, прифаќаат. Го прифаќаат, ако не им се допаѓа, не го прифаќаат. Но за среќа, вас често ве избираат, често ве прифаќаат. Па ќе ми кажете, сега во кои се вака држави, земји, изложби сте присутни? Знам дека е голем тој список, ама издвојте ни некој од тие дестинации. Од самостојни, да почнам, имам 55 реализирано до сега, 55 изложби самостојни и 374 групни. Значи, сум правила изложби
Италија, Рим, да речам Венеција, Виченца, Франција, еве Париз, Сарацена, Лион, или да не ги бројам градовите, само државите да ги кажам. Шпанија, потоа во Америка имам учествувано, во Канада, во Америка, тамо во Мексико, да се вратам пак на Европа, скандинавските земји, тука Полска, Словачка, Тајван, Кина, Тајланд, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија. Значи, немам учествувано само во Африка. Убаво е што ги информиравме, што ги запознавме и гледачите со овој широк спектар, широк диапазон на ваши активности, односно на учества и изложби со ваши дела. И кога ве замолив да донесете дел од вашите каталози, вие донесовте нешто, се разбира, еден дел. Ајде, вака ќе почнам накусо да ги представиме. Разговор со природата во амбасадата на Република Северна Македонија. Каде? Там морав Северна да го ставам, инаку, не ми е баш пријатно кој ќе се изговори тоа Северна. Добро, официјално сте морале тоа да го направите. Тоа е само таму, да. Понатаму одиме. Ова е патување низ Македонија, изложба на слики и акварели во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Ова е каталог од изложбата Крик на природата, изложба на графики во Домот на културата Коча Рацин во Скопје. Еве ги тие ваши јарки бои за кои што јас говорев. Значи, црвената, моите дела, жолтата, ете ги прикажував. сината. Охрид, Доиран, ете. Еве овде уште една ваша самостојна изложба, разгледници од Македонија. Еве ги тука тоа што сега пред малку го спомнавте. Да. Еве го Доиран. И Преспа, Пелистер, сите, да. Преспа, уште неколку. Галичица. Ова е каталог од Кореја, да. 2023 година. Ова е сертификат од Братислава, Словачка. Ова е пак Кореја, тука така беше. Овде е исто, тоа е сертификат од Кореја. И овдека имаме од изложба во Баден во Германија. Да. Кажав, ова е само еден мал дел, бидејќи вие имате навистина многу самостојни, многу групни изложби и многу каталози. Да, јас сум работлива, сакам да експериментирам. Да, реков дека сте активни, дека сте немирен дух. Да, јас не можам да бидам како некој еден стил, да го терам 30-40 години. Сакам да испробувам. Може би на луѓето некојаш не ќе им се допадне тоа што сум го правила, претходното им се допаѓало. Меѓутоа, јас си следам некои мои пориви и желба за експериментирање и тоа ме тера така да работам. Така беше и со ова, сакам да кажам, и со новинарството. Па јас имам преку 100 интервјуа правено и не пишував само за наши весници, пишував и за ова чешка филмско премиера. Браво. Да. Кога тогаш стигнува признанието, така и вие не случајно се најдовте во една книга за модерната уметност во Романија. Да. Тоа беше Дели многу е пријатно кога ќе ви изненадат. Кога некојаш не очекувате, а некој ќе го забележи вашиот ангажман, вашиот труд, вашиот придонес. Понатаму, по магистратурата, како магистер Марија Светиева, вие работевте, бевте задолжени за културните настани во општина Карпуш во Скопје. Да, 3 години работев таму. Убаво е и тоа искуство, бидејќи тоа е институција и уметникот често не сака да биде во институција поради работното време. Сака да е слободен. Мора да се седи 8 часа. Но мораш 8 часа да се пријавиш кон привлегувањето и при излегувањето. Така. Но сепак и тоа е едно искуство големо, што го имате.
Кажавте пред малку дека за вас е голем број на изложби, ако ми е овој податок точен, 55 самостојни и 374 групни изложби. Тоа е навистина еден сериозен опус. Ова се сериозни бројки. Да. Но секоја изложба е нов почеток. И вие постојано, кога ќе застанете пред платното, всушност секогаш сте пред нов предизвик, пред еден нов почеток, ја би рекол дури пред едно ново искушение. Движење, мора да има движење. Некако на кучето што си ја брка опашката. Значи мора нон-стоп нешто да се истражува, да се надоградува. Сега, неминовно ми е и тоа прашање. Знам дека е тоа тешко, знам дека е тоа напорно. Постојано да истражувате, постојано да правите нешто ново, нешто поразлично. И од другите, ама и од себе си, поразлично и од своите творби. Зошто? Затоа што тоа бара многу енергија. Да. Затоа што бара многу идеи, бара многу креативност. Едноставно, вие си поигрувате во наводници и со формата, но и со содржината. Значи, постојано треба да бидете пред другите и да бидете поинакви од другите. Тешко ли е тоа да го правите секојдневно? Не, ако уживате, ако е љубов тоа што сте го избрале, а треба професијата да биде љубов, за да се издржи инаку. И Перел Бак има така кажано, ако не постои креативност, тогаш не живееме. Животот е досаден. Бидејќи не можете да се препишувате себе си или да се пресликувате себе си постојано. Сега само да прашам, бидејќи сте самостоен уметник. Што значи статусот самостоен уметник? Тоа значи дека сам се грижиш за себе. Сам со себе си, сам за себе си, сам пред себе си. Тешко е тоа, но и тешко е и убаво, да. Но и не се представуваме само себе, туку кога одиме надвор и земјата пред се си ја прикажуваме. Апсолутно. Велат дека некои творци прават повеќе и од институции. Да. Вели нешто што тој сам индивидуално го прави, не го прави ни институт, не го прави ни некоја многу поголема и позначајна, да речем, условно институција. Ќе ве замолам, бидејќи сме на самиот крај од разговорот, со еден од овие фломастери, една боја. Мене ми е црвената омилена. Црвената омилена и жолтата ви и сината. Тука, на оваа страница. Да, само да видам дали треба... Еве тука. Да ни напишете една ваша порака, една ваша мисла, гесло, размисла. На таа страна, на десната. Може да нацртате. Мозокот ми састана. Може нешто да нацртате и да се подпишете. Бидејќи може и така, вие сте ликовен творец. И ќе ни кажете на крајот што е тоа што го напишавте во нашата тетрадка на учесници на емисијата Потрага по вистинскиот збор. Еден ден тие листови ќе бидат изложени на една посебна изложба, односно поставка. Бидејќи сите вие, како учесници во оваа емисија, сте трагачи по зборот и по вистината. Сакаме да го оправдаме насловот во Потрага по вистинскиот збор. Еве, додека шкрта фломастерот, јас на гледачите ќе им кажам нешто во што сум сигурен дека нашата вечерашна гостинка, Марија Светиева, е неуморна и сигурно во своето домашно ателје подготвува нови дела. А сега да ни го прочитате, можам и јас да го прочитам, бидејќи е читливо напишано. Креативноста и љубовта да надвладеат во животот за да го спасат светот. Да.
Еве ви благодарам за опорак и со рака сакам да ви честитам Благодарам за се досега што имате создадено, да продолжите така, вашите јарки, светли бои, да го осветлуваат патот и ваш личен, ама патот и на уметноста, патот на Македонија, ширум светот. Па тоа е патот на Македонија. Тоа се нашите бои. Да, нашите бои. Благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам.